Како оди? Да, животот наш од овдека започнува. Доаѓаат 4 села, значи овдека да помнат вода. 21 век наша општина уште нема водовод. Нема водовод, а? Нигде по домаќинствата? Имаме пумпи, загадени сите пумпи, немаме канализација. Градоначалникот не беше вету на минатите избори дека ќе направи? Он према неговите зборови се што вети ви исполни, ама како што гледате, не е исполнил се што вети. И од оваа 4 села пуна. Добар ден. Добар ден. Како си? Добро ми дојде. Добро ве нашол. Добро сме, еве, на стари години, видиш што правиме. Гледам. Од Ражаничино, овде сме дошле вода да понеме. Катастрофа. Добро, како толку време не се најде во општината начин да се ова следи? Па, посетувале имаше понуда од нашиот градоначалник Коцо Трајановски да се соберат, да се здружат градоначалникот на Илинден, Жика, градоначалникот, значи Коцо Трајановски и нашиот. Да. Направат заедничка фирма и да направат водоводот да функционира. Градоначалникот на општина Петер Зорко Цековски го одби тоа. Од него и по само познати причини. За да пунат луѓето вака вода? Да се мачат. Значи градоначалникот вети, а не го исполнил. Ама ние ветуваме со ваша помош. Со помош на нашата влада, дека водоводот уште во првите 3 месеци ќе го активираме. Во ветувањето дека ќе направиме нов пожарен дом, со пожарна станица тука, бидејќи било која куќа во околина ако се запали, дека дојдат од автокоманда, нема време тука да се изгори на луѓето. Ни водовод, ништо немаме. Струјата никаква. Мора да се смени нешто, иначе вака не иде. А нешто барем направили промени во улиците, да асфалтира, да следи нешто, да... канализација, нешто да... Не, тоа ништо не е ни почнато. Цевките за водовод се закопани наводно, испокукале и така стоја закопани. Ни вода, ни одвод. Па во што ги троши парите? Не знаеме. Он си знае најубаво, ние не можеме да видиме, ни да осетиме. У Огненци, например, се бесплатно се деле. 3 продавници бесплатно работат. Под обеќање дека он ќе им плате после изборите. На сите луѓе им се деле храна. За да го гласа? Треба да се запри. Што ви се главните проекти во програмата сега? Освен водоводот? Водовод, одвод, со помош на владата, со ваша помош, да се направи, али пред се приоритет во програмата е дадено привлекување на инвестиции. Ние сме сакале единствена општина, мислам, во Македонија, што немаме ни една инвестиција во последните 4 години. Ни една инвестиција. Во програмата наша е зацртано мини трговски центар, предвидено асфалтирање од Петровец до Катланово, овој пат, подале од Петровец, регионални пат 103, исто така Петровец Лодњанци е предвидено и патот Ражаничино, Сушица за Свети Никој. Ова не носи границата, иначе е претесна за да ги прими сите дечиња. Да се надеваме кој ќе дојдеме на власт, да пошириме, да реновираме.
бидејќи доста условите стара. на... Да, може, има простор за проширување тука. Да. Колега, види, треба да сочите сите канали. Општината или ден фекализација иде на овој канал према Петровец и овој канал овде. Каналите супроти треба да сочите све тоа. Господинот примерно и нареди еднаш. Беше се чисте, ама без ја не се. Ама треба и општината да чекне нешто. Ова село нема ни селска чешма кај да полни. Дојдат во Петровец на чешма кој што бевме ние. А ова е родното село на сегашниот градоначелник. Може да замислите кој е абсурд во работењето негово. Овде го поедем, од Петровец. Значи во Женичино Нема селска чешма. доаѓаат со кола вода да пунат у Петровец. Да. И он и неговата сопруга некогаш или неговите вработени полнат за него. Луѓето ги завадува. Ги поделува на две групи, ги дели. Етнички ги дели. Вечерта пред изборниот мол дели пари, заплашува. Неверојатна е работава. Неверојатна е. Сите нема човек кој не добил закана. Уцени се вршат. Катланово. Катастрофа е. На вистина ни треба слобода, ни треба мир.